Значи, секогаш еден од најголемите и најдоходовните тактики во маркетингот од секогаш било користењето на инфлуенсери. Концептот на инфлуенсер денеска е различен од концептот порано. Меѓутоа порано пејачите, спортистите, актерите, да не редиме, сите тие во светски и во домашни рамки рекламираа производи и услуги и тоа е исто еден вид на инфлуенсер маркетинг. Меѓутоа денеска менувањето на концептот и воведувањето на социјалните мрежи каде што сами поединци може да се изградат во свој виден бренд, дава сосема нов концепт. И тука доаѓаме до суштината да се биде инфлуенсер не значи да се заработуваат кликови, може да се заработат и кривични пријави. А не значи дека се заработуваат само пари, може да се заработат и многу банови и многу забрани за вршење на дејност ако ги прекршувате законите, и тоа сме го гледале во земјава деценија наназад. И едноставно мора да се разбере дека ако стануваш инфлуенсер, ако решава некој човек дека сака да биде влијателен и да има моќ на компанија, моќ на организација, моќ на група која што влие врз јавното мислење или врз потрошувачите, дека мора да биде одговорна личност. И дека мора да ги почитува законите. Бидејќи како што важи законот за некоја фирма, за одредена политичка партија важи и за инфлуенсерот. Тоа не е екстериторија, тоа не е нешто изолирано. И за крај на ова прашање во овој дел би апострофирал дека мора да го дефинираме концептот на инфлуенсер. Ние се уште сметаме дека инфлуенсер е само ако има не знам колку десетицилјади фоловерси на Инстаграм или ако има не знам каква друга активност и коментари, меѓутоа некогаш вие со инфлуенсерка со 5000 фоловерси, со 500 фоловерси можете да имате многу поголем ефект доколку таа личност ја таргетира и комуницира и е влијателна во групата во која што вашата порака или вашиот производ услуга треба да стигне. Затоа е многу важно да кажеме дека секоја личност што врши влијание на одредена тема во одредена област е своевиден инфлуенсерка, и со самото тоа да ги охрабриме огромен број на луѓе, особено млади луѓе, да не мислат дека се недоволно вредни или недоволно влијателни, заради тоа што бројките на лајкови, бројките на следачи и така натаму не им се на некој општествено донесен ранг. Значи, да се биде влијателен, значи да се влие, да се комуницира, да се шири позитивната мисла и да се биде дел од заедница во која што се придонесува на одредена тема.